Топ тема, добро вечер. Сезоната на летните одмори некако го сврте фокусот кон гужвите на граничните премини. А оние на шалтерите, на управните служби, на МВР како да се помалку заборавени. Ке имали и кога крај на сагата со издавање на лични документи? Ке бидат ли некогаш управните служби сервис, наместо како досега терор за граѓаните? Од кога и како ќе функционира системот Безбеден град и што со јавната безбедност? Трките со автомобили или мотори низ речиси сите градови. И зошто и како? Изборно, приоритетната битка со криминал и корупција, подизборно се договараше во кабинетот на премиерот. Тоа се само дел од прашањата за вечерашното интервју со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, благодарам на поканата. Вие сте еден од министрите кои на еден начин си ги одработи 100 дена во техничката влада. Нема да ви треба многу дополнителен простор, еден месец за адаптација како што е вообичаено за владата. И во тие први 100 дена главниот фокус беше ангажманот со и околу хаосот со издавањето на личните документи. Темата сега не е толку присутна во јавноста, но не е ни проблемот не е исчезнат. Што се случува во моментов и зошто се уште има луѓе кои што не можат да дојдат на ред за сликање, кои чекаат со недели па и месеци да ги добијат документите? Благодарам на прашањето. МВР сервис на граѓаните беше една парола многу убава вака како парола и на претходната власт. На сите. Видовме на кој дередже ја остави ситуацијата, особено во управните служби. И мислам дека граѓаните видоа дека за изминативе 4 месеци, ако ништо друго, барем имаше волја и макотрпна посветеност на мојот тим во делот на нормализирање на постапката за издавање на лични документи, како во делот на закажување, така во делот на фотографирање и во делот на издавање. Факт е дека она кое што го сработивме за овие 4 месеци и бројки кои што претходно ги работеле 2 години и повеќе, ние за 4 месеци успеавме да фотографираме и да издадеме негде отприлика околу над 400.000 патни исправи. Така да мислам дека она што можеше да се направи и граѓаните го видоа тоа дека е така. Но факт е дека проблемот се уште го има и факт е дека исто така бројките се намалуваат. Ако претходно, да речеме, во Скопје, еве, имам и конкретни бројки, сме фотографирале по месеци, не знам, еве, во јануари 26.000, во февруари 45.566, во март 47.500, април 40.561, веќе во мај имаме 24.532, јуни 27.792. Зборуваме за фотографирање или издавање, бидејќи тој проблем постојано се провлекуваше. Да, голем дел беа фотографирани, но и да, голем дел кои што беа фотографирани, потоа долго чекаат да ги земат документи. Така е. Со тоа што го имаме како машини на капацитет, со производствениот капацитет, успеавме да дојдеме до некоја бројка од прилика на издавање на месечна основа околу 80.000. И за последните 5 месеци се испечатени негде околу 400.000 пасоши. Факт е дека во еден временски период се дојде да се чека од моментот на фотографирање до моментот на издавање дури и на 80 на дена. Тоа беше најголемиот временски период до кој што достигна времето од фотографирање до издавање на патна исправа, но сега не е така. Намален е временскиот период и така и за доста од аспект на чекање, да се чека се уште, но од прилика за месец и половина до 2 нашите очекувања дека се со континуирано производство на бројките како што беше последниве 4 месеци, пак по 80.000 месечно, заради тоа што бројката на фотографирање е намалена од прилика на пола во споредба со она што беше претходно. Ние за 2 месеци од сега ќе се вратиме во нормала. Ако граѓанинот има се фотографира, например, да речеме на први, за 15 на дена во рамки на законски дозволениот рок, во рамки на редовна постапка се стекне со патни исправи. Сега ќе ме прашате што во случај на итност.
и претходниот период и сега, во случај кога имаме итни случаеви од аспект на здравствени болести и така натаму кои што не трпат одлагање, тоа сме го завршували за еден ден. Се разбира со соодветна документација, во редовна постапка, велам, ова било. А за сите оние кои што имаат потреба од приватен аспект да патуваат, а при тоа мора да се стекнат со патната исправа за краток временски период, сега од закажување до издавање сме во рамки на законскиот рок од 48 часа во делот на итните постапки. Горд сум на мојот тим, заради тоа што со добро менаџирање во изминатиот период успеавме да дојдеме до оваа ситуација каде што сепак ќе можеме да селектираме на некаков начин што е приоритет и тоа не е доволно, факт, но во рамки на максимумот кој што можеме да го дадеме, тоа беше тоа што можеме да го сториме. За воиднина, што е многу битно. За воиднина е битно да го немам овој за мене несватлив принцип да треба да се фотографираш еднаш за лична карта, па уште еднаш за патна исправа, па уште еднаш за возачка дозвола. Тоа мора да се реши во рамки на идно софтверско решение, кога те фотографираат за еден документ, со едно фотографирање и со една апликација да можеш да завршиш за останатите 3 разговараме за таа потребна промена и самата најава дека гостувате вечерва денеска предизвика лавина на примери. Јас изброив само неколку специфични. Закажано во февруари, се уште не повикани да се фотографира. Тоа е првиот пример. Фотографирани повеќе од 30 дена не добиле пасош и најспецифичен пример, чекам да се сликам во кабина која не постои, со приложена фотографија, базна станица Пролече 14А. Вака, точно е, запознаен сум со не со конкретниот пример, но со слични примери. Слични, затоа ги издвоив бидејќи се многу прашања. Што беше проблемот сега во изминативе, особено во изминативе месец дена? Пак проблемот е во делот на лошо менаџирање. Нормално дека бројот на зголемени апликации во делот на фотографирање го зголемивме со зголемување на број на луѓе кои што фотографираа и со зголемување на број на базни станици. Претходно, ако се сеќавате, во пролет фотографираа 4 луѓе на 4 базни станици. Јас со мојот тим го сменивме системот во пролет да фотографираат 14 луѓе на 14 базни станици во 2 смени. Па од 300 фотографирања на ден само во пролет го качивме на 2000 фотографирања на ден само во пролет. И тоа е факт. Сега, ама за да континуирано се тера процесот, треба да имате вие 14 луѓе кои што ќе фотографираат во прва смена, 14 луѓе кои што ќе фотографираат во втора смена. Доаѓа сезона на годишни одмори, ама граѓаните не ги интересира тоа. Они си сакаат услуга. Се согласувам и не треба да ги интересира граѓаните тоа. Граѓаните треба да си ја добијат услугата која што им е гарантирана со закон. Но од страна на власта некој треба да седне и да го менаџира процесот. Ово особено се случуваше во претходните месец дена. Додека бев јас министер континуирано, од кога го воведовме системот, јас на секој втор ден одев во полициска станица Пролет, одев во македонска телевизија за да ја утврдам фактичката состојба каква е. Континуирано се вршеше надзор во рамки на работењето. Оние кои што добро работеа беа наградени со бонус плата, оние кои што не работеа беа казнети. Ама министре, не е само извинете, но тоа е можеби ваша доблест, но е сепак слабост на системот, затоа што слабост на системот е кога првиот ден од новиот мандат министерот ќе првото нешто што ќе го направи е повторно ќе направи обиколка на сите тие пунктови и ќе прочитате и ќе прочитате на Facebook му благодариме на министерот што дојде, бидејќи да не беше тој ќе останевме да чекаме надвор на 40 степени, и никому од тие што се внатре не му текнува да обезбеди да покаже хуман однос кон тие што чекаат. Значи, едно е тоа вие што сте отишли. Вие сте министр, вие не можете секој ден да зборувам за слабост на системот. Да, тоа е ваша доблест. Сте отишли, можеби утре ќе отидете, можеби и задутре, можеби и секој ден тргнувајќи на работа ќе ги поминувате тие луѓе, тие точки од ваша надлежност, меѓутоа повторно покажува една слабост на системот. 100% ќе се согласам со вас. Има еден командир на полициска станица Рогачево,
не могу запамтив името, се извинувам, и вели министер, ние сме едно чекорна држава. Му велам, шо ви значи командире тоа? Па вика, ние правиме еден чекор и после тоа никој не се грижи за останатите. Сме направиле, вика, набавка за ѓубрето да се собери и да се чисти во рамки на станицава каде што сум јас, и вика, дошле луѓето од кај што е направена набавката, го и чисти го стаја у вреќе, вика, и ми го стаја пред канцеларија. И ги прашувам, абе, со ѓубрево, вика, ние сме ангажирани да го исчистиме, не сме ангажирани да го депонираме и да го фрлиме. Тука е проблемот. И се надевам дека ова вие кои што го говоревте, во насока на она кое што ние сакаме да сме, а ние како политичари кои што сме се нафатиле да седнеме на столчињата треба да го обезбедиме, е да воспоставиме систем кој што нема да зависи после 4 години од Панчо, од Боби, од не знам Христијан или од било кој друг човек. Целта ни е да направиме систем. Токму тоа е целта. Кога ќе воспоставиме стандарди и професионални луѓе на професионални позиции со конкретни пишани правила на игра, каде што одговорноста ќе има име и презиме, а каде што покажаните резултати исто ќе имаат име и презиме и награда, во тој случај само можеме да кажеме дека сме го направиле тоа што сме сакале да го направиме. Но за да дојдеме до тоа, треба многу работа, треба многу просветеност и да, многу ми е жал што јас како индивидуа нема да можам микро да менаџирам секоја една полициска станица, секој еден објект, секоја една работа која што под надлежност на министерството. Ако вие продолжите да менаџирате микро на микроплан, тогаш тоа ќе биде ваша најголема слабост. Но заради тоа ќе треба да се создаде тим на луѓе околу мене, тим на луѓе во министерството, професионалци кои што ќе треба посветено да работат за граѓаните. Платата која што ја земаат вработените во Министерството за внатрешни работи, каква и да е, на многу позиции е под цената, на многу позиции можеби е на цената, согласно она кое што се дава како труд од страна на вработените. Тие луѓе заработуваат од буџетот кој што го полнат граѓаните на оваа држава. Така да секој еден ќе треба да си се посвети на работа, на одговорно однесување во интерес на граѓаните, заради тоа што за тоа и функционира држава Австрија. Да заокружиме, значи, ако велите дека за 2 месеци ќе се вратиме во законските рокови, тоа значи дека за 2 месеци ќе се вратиме на оној рок од 15 дена од денот на фотографирање. И сега тука доаѓаме до оној друг дел од прашањето кога конечно овие управни служби ќе станат вистински сервис на граѓаните, бидејќи меѓу другото, вие го спомнавте делот за апсурдното фотографирање, особено кога вадите исти еден документ на 3 различни шалтери. Меѓутоа постои во управните служби никогаш не заживеа оној правилник за едношалтерски систем, воведен уште во времето на Гордана Јанкуловска, а најмалку она одредба која што предвидува дека сите потребни документи овластеното службено лице ги прибавува по службена должност. Зошто? Бидејќи претпоставувам дека кога ќе зборувате за ова потребата од менување на системот, едно фотографирање, дека ќе се отвори проблемот за дигитализација, но ние се уште не се почитува постоен правилник во кој кога јас ќе отидам, освен пополнетиот образец, не морам да носам апсолутно ништо. Нити извод, нити од родени, од венчани, од се што сега се бара, практично треба да биде обезбедено по службена должност. Проблемот кој што ги имаат управните служби е само дел од системскиот проблем на немање на систем во Македонија, а дигитализацијата, која што е една од клучните реформи кои треба да следат со новата влада, ќе треба да предвиди токму решение како на се останато, од аспект на нефункционалност и непотребни бюрократски постапки, така и проблемов кој што го задира делот на пасошите. Личните карти, возачките дозволи и секое што е поврзано во рамки на надлежност на Министерството за внатрешни работи. Факт е дека тоа ќе биде тежок процес. Факт е дека преку ноќ не може да се случи, но факт е дека постоечките капацитети кои што ги имаме мораме да ги подобриме за да ја подобриме услугата спрема граѓаните. Ако во рамки на она кое што го разговарав во службите во Министерството, може со техничко решение кое што не би изискувало не знам какви трошоци, јас да можам да го сублимирам чекорот
за фотографирање во однос на сите документи, би го сублимирал. Ако можем да го решам проблемот кој што се однесува конкретно, ќе се префрлам на друга тема со границите, ама пак е поврзано со дигитализација, да имаме на еден клауд систем со нашите северни соседи Косово и Србија, интегриран систем на гранично менаџирање на граничниот премин, со тоа што податоците би се слевале на едно место и со една проверка нашите граѓани би можеле да излегуваат и сите оние заинтересирани да влегуваат од Србија во Македонија, од Македонија во Србија, од Косово во Македонија, од Македонија во Косово, ќе се сведе напола времето кое што го имаме сега за чекање во рамки на границите. Техниката и дигитализацијата можат многу да ни помогнат за да можеме да си го олесниме животот. Нели тоа е и целта на да ги употребиме сите оние карактеристики кои што се во рамки на едно современо општество. Ама ќе треба да се посветиме чекор по чекор и ќе треба секој во рамки на својата надлежност да даде максимум. Секако ова треба да е координирано под палката на новото Министерство за дигитална трансформација, но секој од нас во рамки на нашите ресори, како што јас е во Министерството за внатрешни работи, сигурен сум дека па и со помош од страна на нашите меѓународни пријатели, тие и како се спремни да ни помогнат во овој дел на дигитализацијата, мислам дека ќе можеме да понудиме нормални решенија кои што би ја поедноставиле услугата спрема граѓаните. Па не, тоа зборуваме за апсурдни ситуации во кои што тоа е содржина на редица други закони во кои што на вас постојано ви се бара извод не постар од 3 или 6 месеци, како да ние се раѓаме по цел живот, еве, како адвокат, цел живот сум се расправал со нотариве, зошто ми барале извод не постар од 6 месеци. Зошто? Извод си извод. И ностоп сум се расправал, ама сега вика, барем ми велеле, панче, може би да си во брачна заедница, во вонбрачна, не знам, извод потврдува факт кој што го потврдува. Зошто го бараат? Ама го бараат. И не ти заверува без да го доставиш како таков. Генерален проблем имаме во рамки на неусогласеност на законски прописи на многу подречи. И за мене се нелогични. И ќе мораме да се усогласиме, да се хармонизираме во рамки на едно нормално функционирање, се со цел на крајот да имаме, пак ќе речем, поедноставни постапки кои што би биле од корист за граѓаните. Тоа ни е целта. И јас сум граѓанин, и вие сте граѓанин, и јас сум се соочувал со истите проблеми, и вие сте се соочувале со истите проблеми. Без разлика дали тоа било институција од типот на Министерство за внатрешни, дали било тоа нотар, дали било централен регистар или така натаму и така натаму. Длабоки реформи не чекаат во рамки на затоа што сме доведени во апсурдна ситуација во која што според закон биометриските податоци на пример важат 10 години, ние сите веќе гледаме дека што се вели во некои држави одредени документи се вадат на киосци кои што ги има и по трговските центри. Дозволете ми се една интересна вака фактичка состојба. Согласно законски одредби, лична карта после 65 години треба да биде трајна. Сега за сега не е трајна. И сега на моето прашање, зошто не е трајна? Велат министер во рамки на податоците кај што треба да се запише заради тоа што треба да има на албански, на македонски и така натаму, нели? Вика нема доволно карактери. И заради тоа не е имплементирано законското решение во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи. И сега прашањето беше дали, пошто технички можело да се реши само ако се стави во рамки на софтверот конкретна година плюс, што значи тоа? Тоа значи дека ако велиме дека над 65 е трајна, требало да се стави бројка, а не бесконечно. Меѓутоа, кој да живее бесконечно? Никој. И сега, тезата која што беше полемизирана подолг време, била полемизирана подолг временски период, е дали да било плюс 50 или да било плюс 60 години на овие 65. Колку луѓе не имаме што ќе живеат од 65 плюс 50 или 60 години. И сега, заради тоа, огромна бројка на луѓе кои што... На втората крајен датум да се напише трајно, што е? Не можело со букви, немало толку карактери. Само сакам да симплифицирам. Во 21 век не може да се стават карактери на еден компјутерски софтвер кој што... Па тоа сакам да кажам. Печати лични карти. И да е така, еве, може ли да стават плюс 100 години? Еве, 100 години се 3 карактери, не се трајна со 4, што не ги избира. Сакам да кажам, некогаш проблемите може да се решат со мали чекори, кои што ќе голесна... Сега, последниве, да речам, година дена сите луѓе, граѓани кои што направиле 65 години, наместо да добијат трајна, тие повторно добиле времена на 10 или на 5 години, не знам колку е важност. Зошто?
кога можеле да добијат. Заради тоа што некако што требало да пресече, не пресекол во делот на тоа дали имало карактери или немало карактери. Симплификацијата на овој чекор, кој што го говорам, на крајот, како и да гледаме, го отежнува процесот или дополнително влијае финансиски на нашите граѓани. А само требало да се сработи, треба да се работи. Треба да се засукаат ракавите, треба да се работи, треба да се носат одлуки, треба да се оди на работа во работно време, треба да се работи по 8, по 10, по 12, по 14 сати, а не да се седи по 2 сати на работа, да се пие 2 кафења и да се оди дома. Обичниот народ, граѓанинот кој што не работи државно, кој што работи приватно, кој што е во приватен сектор и кој што го печели левот тешко, таа перцепција има за административните службеници. Во 30 години ние чекаме да се надмине она досетка дали каде работите, не работам, а дали сте вработени, да, во државна администрација. Значи, она флоскулата клати врата, земи плата, нема да е таква во иднина. Еве, ќе видат и македонските граѓани, ќе сватат и новинарите, ќе сватат и сите оние кои што се во рамки на државна служба, дека ако сакаат да работат во рамки на државата и да имаат таа чест и одговорност, се треба да работат. Ја не велам сега како министер ја душа да вадам во рамки на систем, на луѓето кои што се под мене, ама велам дека секој ден треба да си ја заработи платата. Министре, ќе ги менувате ли законите како што се залагавте кога ја преземавте функцијата? Пред се мислам на законот за пасоши. Денеска по долго чекање на седница на Уставниот суд се најде и иницијативата на ВМРО ДПМН за оспорување на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот за патиштата, со кој важноста на сообраќајните и возачките беше ограничена до февруари. Сега ја продолживте вие како технички министер и со измени на законот. Ја продолжена е до крајот на годината. Видете, во рамки... Бевте многу ентузијаст дека законите може да се сменат. Сега да не се сведе се на... Тоа дека законот... Имаме капитулација, што би рекол Мицковски, правниот поредок е тој. Јас сум правник и нема никогаш да излезам надвор од мојот став во рамки на она кое што е законски утврдена форма. Мислењето кој што сум го имал претходно го имам и сега, а тоа е дека со конкретната измена на Законот за безбедност во сообраќајот и патиштата, која што беше случајна, и тогаш тврдев и сега тврдам дека нема никаква правна разлика во делот на возачки дозволи и патни исправи од аспект на визави договорот од Преспа. Но јас не можам да речам сега дека тоа што сум го зборил тогаш било поинаку од тоа што денеска што го зборам, па ваква била ситуацијата, таква била ситуацијата. Тоа факт е дека е така. Еднакво правно влијание има и едниот и другиот закон во однос на Преспанскиот договор. Ама која е сега ситуацијата? Сега не имаме возачки дозволи кои што, одговорно тврдам, во рамки на сегашниот обем на издавање, ако продолжиме со истото темпо заклучно со нова година, огромен број од истите ќе бидат веќе реиздадени. Мислам дека безпредметно ќе е прашањето дали да се менјава одредба или не менја, или да не се менува одредба. Бидејќи и тој закон тврдевте дека може да се смени. Апсолутно, и ден денеска тврдам тоа. Не дека јас дали може или не може се гледа од аспект, јас говорев за правна рамка. И тогаш говорев за правна рамка и сега говорам за правна рамка. Тогаш барањето го упатувавте до парламентарно мнозинство кое што имаше спротивен став од вас. Сега имате доволно мнозинство ако сакате да го смените. Да, сега ние веќе издадовме скоро 1.700.000 пасоши. За месец и половина ќе се заокружи, чека да бидам прецизен скорос, за месец и половина ќе се заокружи 1.615 се издадени, 1.660 се фотографирани. За 2 месеци од сега оваа бројка ќе дојде над 1.700.000 сигурно. Сакам да кажам дека обемот и потребата на она кое што го имаат граѓаните, ние за месец и пол до 2 ќе го затвориме. Сакате да кажете дека би било овој пат нема функционална примена таа? Така е, во тој временски период и текако беше нужно да се стори тоа и немаше да го имаме овој хаос и да не спијам навечер 4 месеци заради тоа дали некој имал или немал, дали некој добил или не добил. Од денешен аспект веќе е безпредметно. Заради тоа што го сработивме тоа што они не можеле да го сработат 3 години, ние 4 месеци. И тоа е факт. Тука правиме кратка пауза за реклами, а во продолжение за она што е исто така актуелно, безбеден град, кога и како ќе функционира, новите кадровски промени кои што се очекуваат во Министерството и секако клучното прашање борбата со криминал и корупција.
Министре, првите тест проби на системот Безбеден град малку ги подисплашија граѓаните. Низ Скопје веќе се гледаат на некои локации камерите, над 5000 регистрирани прекршоци. Кога ќе почне да функционира и како? Ја мислам дека тезата треба да биде дека многу ги усреќаја граѓаните отколку малку ги подисплашија, заради тоа што ги натера да внимаваат. сите сакаме ред. Кој не сака ред? Сите сакаме да има ред, сите сакаме да спиеме навечер без да има гласна музика, сите сакаме да имаме мир без да летаат со 180 по Партизански и по оние другини булевари у Скопје. Сите сакаме, сите, над 95% од луѓето и повеќе сакаат да има ред и поредок. Сега, за да имаме ред и поредок, еден од условите кои што по мене треба да ги сториме во иднина тоа е целосна имплементација на Safe City, првично во Скопје, Тетово, Куманово. Што значи тоа? Тоа значи дека секој еден кој што поминал на црвено треба да ја казнат. Тоа значи дека секој еден кој што погрешно паркирал треба да ја казнат. Тоа значи дека секој еден кој што возел со поголема брзина од дозволената треба да ја казнат. И тоа е во интерес на сите граѓани. Како може у Германија кој ќе отидеме да возиме, сите да возиме, ако пишува 50-48, тука ако пишува 50 да возиме 120. И сега тоа нормално било, ние на Балкан сме били. Ами нели сакаме европски вредности? Нели сакаме да се доближиме до нормално функционирање во рамки на државата? Сега, што треба преку ноќ не бива, нели што треба да направиме? Овој систем ќе функционира. И тоа за многу брзо. Треба да се направат одредени законски измени, треба да се додефинираат некои работи. Претходно имале некоја малце поинаква визија од таа мојата, ја што имам од аспект на имплементација, но генерално тоа е тоа. Ќе се казнува сопственикот на возилото. Да, тука има дали требало така, дали можело така, во многу голем број на европски држави е така и треба да се внимава кој ќе се даде на управување возилото од страна на сопственикот на возилото. И има сега тука ако е направно лице, па има работи кои што ќе треба да се посредат. Ќе треба да се среди доставата, како ќе оди, нели тоа да не испадне сега дека се изгубиле предметите при доставата и така натаму и така натаму. Тоа се делови кои што мора да се имплементираат, но сите ќе се согласиме дека ќе треба да има еден тест период, односно период на предупредување, едукација и превенција. Што значи тоа? Тоа значи дека најмалку месец дена од кога ќе биде имплементиран и функционален, ќе треба јака кампања за да не испадне дека државата има за цел да ги казни финансиски граѓаните. Не, државата има за цел да, односно треба да има за цел да создаде ред и поредок. И нормални сообраќајници во Скопје, да не гинат луѓе цело време по скопските улици и сите останати улици во Македонија. Но малку е дискутабилно ова на собственикот на возилото, бидејќи некои дел од сообраќајни прекршоци повлекуваат времена суспензија на возачките дозволи. Сега гледајќи ја и место положбата на голем дел од овие камери, како да е фокусот да ги фатиме оние што поминуваат на црвено. Во тој случај не можете да имате фотографија на возач. Не е само фокусот на црвено, фокусот е и погрешно паркирани, например да речеме и погрешно запрени, нели не може да ја остави возилото. На Партизанска гледаме еден том возило кои што се оставаат на самиот булевар и се стојат со 4 трепкачи. Тоа е нашата намера, да претрчам да завршам работа. Така е. Таков не е менталитетот сега. Сите сме и јас истото сум го правил, кој не го правил истото. Но ако сакаме да функционираме како што треба секој еден да знае дека ако го стави каде е суштината. Мора да знае граѓанинот дека ако го стави возилото ќе биде казнет, ама ќе биде казнет и он, ќе биде казнет и не знам братучетот негов кој што работи во Министерство за внатрешни работи, ќе биде казнет и комшијата, ќе биде казнет па и министерот, зошто да не? Секој еден кој што погрешно ќе паркира ќе биде казнет. Нема да ги паркираат овие луѓето возилата на Партизанска. Ама ако знаат дека ќе бидат казнети, заради тоа во Германија не возат над 50, пошто знае дека ќе го чкрапне камерата и ќе му стигне казна на домашна адреса. И таму не ги интересира кој возил. Ќе ја види регистрацијата возилото, таа и таа, отиде човекот. Ќе си го казнат и тоа со добра казна. Мораме да воведеме систем. Нели тоа го говориме цело време. Прашањето беше кога и како. Се надевам што е можно побрзо, но се надевам, морам да признаам дека се уште не е јасна сликата по одредени прашања кои што се во интереси на јавноста и вие денеска ги отворивте. Јас имам една слика, експерти имаат друга слика, дел од мојот тим има трета визија за тоа како треба да биде,
Можеби ќе треба да одиме со некои усогласување и на постоечка законска регулатива за да го добиеме онако. Јас не сакам топла вода да измислиме. Сакам да видиме како функционира во Германија, во Австрија, истото да го имплементираме овде. Топла вода не треба да измислуваме. Но колку овој дел од системот нуди одговор на еден поголем проблем кој што можеби влегува во еден поширок сегмент на оно што се нарекува јавен ред и мир, а значи дивење по булеварите, тие да бидат писти за трка со мотори или за докажување на кубикажата на луксузните автомобили и конечно проблемот кој што никој не го решил до сега е градски фаци, газди на познати кафулина за кои што не важат децибели, не важи работно време, не важи ни повик некогаш ни на 192. Видите, еден од поголемите проблеми во рамки на повик на 192 е тоа што моментално нема увидни екипи што може да доат и да извршат увид на лице место. Ако сега бројкиве не ми ги земете здраво за готово, меѓутоа ако треба да има, да речеме, 8 увидни екипи, има 2. И тие не можат да престигнат. Јас не можам да ги судам луѓе во кои што работат во рамки на тие екипи, колку што ги судам оние кои што го менаџирале процесот до сега. Така и се полицајците. Кај се? Не, добро се, јас нема да навлегувам во бројките, ама некои нема да ги соопштите, ама постојано сведочиме на нови обики, нови вработување и така натаму. Нови единици, те велосипедска, те моторџиска, нови вработувања, ќе има и нови луѓе кои што ќе дојдат во министерството, но тие ќе треба да се посветат професионално и максимално во интерес на граѓаните. Ова кое што во Скопје не е од вчера, е не од вчера, 20 години. Во Скопје децибелите кои што се недозволиви се континуитет секој петок, сабота и недела во Скопје. Особено последниве 6-7 години. Особено вело. Ама и подолг временски период се. Не е тоа од вчера. Не е тоа од вчера. Дивењето по скопските улици е многу долг временски период. Кога се реагирало соодветно од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со останатите институции кои што имаат надлежност во овој дел, сме знаели и мирни периоди. Јас во Скопје живеам скоро од 19 години, колку ќе дое тоа? 22-3 години. Имало и периоди кога било и како што треба. Меѓутоа требало да има посветена работа, особено на Министерството за внатрешни работи. Ќе има и граѓаните ќе сетат разлика, особено граѓаните од Капиштец, сетија разлика минатата недела. Добивав некои пораки за благодарување и така натаму и така натаму. Во тој случај мислам дека е професионално делувано од страна на полициските службеници во Министерството за внатрешни работи. Се надевам дека таков тип на акции ќе има многу повеќе виднина и тука пак истата приказна е. Законот еднакво треба да важи за сите. Кога ќе видат собствениците на локали во Скопје дека казнете Петре, казнете Трајче, казнете Ибуш, казнете не знам кој, верувајте ми дека и кога ќе видат дека секој еден кој што пуштал погласна музика е казнат, тоеш, верувајте ми дека ќе има ред. Ама треба да важи за секого. Не може еден во Капиштец да функционира како што функционира, а другите да имаат тивка музика, или не може локалите кои што се во парк, тие да прават што сакаат до 3 часот, па нема кој ми се нема пожалено што живее во делот на Дебрамао. Нема некој што живее таму што не ми се жалел во изминатиот период од 4-5 месеци дека таму било лудница од аспект на гласна музика и други работи. Нема човек што се нема пожален. Тоа мора да се реши. Не заради мене, не заради министерството, тоа мора да се реши за да, ако сакаме да имаме нормално живење и нормален сон во Скопје. Еден од новите проекти кои што го најавувате е интегриран граничен систем за гранична безбедност и сега малку збунува што би било новото или по-новото во тој систем, бидејќи овој интегриран систем на гранично управување беше на големо најавуван, го почна една влада, го заврши претходната влада на ВМРО ДПМН, беше еден од условите за визната либерализација. Тука е сега и Фронтекс, особено на јужната граница. Што би било ново? Ја не знам кој почнал и кој завршил, и што почнале и што завршиле, ама знам дека
нема ни една термална камера во функција на северна граница и потпишувам најодговорно дека е така. Јас не знам што е почнато и што е завршено, ама знам дека еве, еден пример ќе кажам, имаме една полициска станица за граничен надзор, така се велат, која што ја посетив во техничкиот период, која што се вика Маздрача, каде што работат 49 луѓе, кои што согласно плановите во рамки на нивното функционирање контролираат некоја граница од 39 километри и при тоа имаат обврска да ја посетат границата на тие 9 камења кои што ги има таму еднаш во годината. Како тоа еднаш во годината? Така, еднаш во годината требало да ги посетат тие и тоа било нивната работа. 49 луѓе. Тие 49 луѓе по мои вака првични пресметки држава ја коштаат отприлика годишно негде само за плати, придонеси, саати и така натаму околу тука не ме држите точно за зборот, околу 1.000.000 евра. Околу 1.000.000 евра. А при тоа во 2024 немаат откриено нити еден настан кој што би бил од значење за Министерството, кој што понатаму би бил процесиран во кривична постапка. Но тоа е појас. Да, можно е и тоа е можно. Сакам да кажам дека при тоа во гранична полиција работат повеќе од 1600 луѓе. И сега имате вие раца запад, раца исток, раца југ, раца север. На сите тие имаме некои началници, па имаме помошници, па имаме дополнителни, па имаме заменици, па тие има 4, секоја од тие има секретарка, па има шофер, па има возило, па има правна служба, па има економска служба. Чуму ни е таа раководна структура? Чуму ни е таа раководна структура? Добро, при тоа, замислете се, при тоа овие началнициве, главниве и така натаму не одговараат на тој што е над нив. На ОГРМ го велат во Министерство за внатрешни работи, затоа што и тој има исто помош, секретарка, правна служба и така натаму во рамки на овие 1600, не одговара на тој, одговара на директор на БЈВ, а овој бил за да контролирал границата. Замислете се. Тој не може наредба да даде надоле. Он ги контролирал. А цело време ни фалат полицајци. А овие 49, само пример давав 49, 1600 и кусур се. Добро, ама тие зимаат 1.000.000 евра годишно плата. 1600 дел се на граничните премини. Тоа се има луѓе, ведете, не ме сваќа, значи не сакам погрешно да бидам разбран. Има луѓе кои што си работат и на гранични премини и во граничен надзор и си работат. И јас зборам од аспект на менаџерска позиција. Зошто никој досега не го поставил прашањето дали за овие 5 години за граничен премин, за полициска станица за граничен надзор Маздрача е економски исплатливо и функционално да бидат потрошени 5, 6, 7, 8 милиони евра, не знам, за плати и за други трошоци таму, а при тоа да имаме 3 кривично правни настани и 5 пати да бидат посетени 9 камења. Зошто никој не го поставил тоа прашање? Јас сега ве прашувам што е целта, бидејќи системот на интегрирано гранично управување, со кој што наместо војската тука дојде, го презеде полицијата и така натаму, тоа е дел од тие европски стандарди кои што мораме да ги постигнеме, но она што вие сега го кажувате е значи дека практично делови на границата, ако некој направил правилник дека 39 километра, 9 камени треба еднаш годишно да се посетат, значи на нас не недостасува физичкото, она што ние го сваќаме како патролно обезбедување на границата. Која е вашата цел? Во 21 век, со 49 души, 39 километри да ги покриваш со физичко трчање по граница, навистина вака за мене барем е надвор од умот, да го зборим. Кога ние може да поставиме термални камери, кога можеме да активираме дронови, кога можеме да употребиме, не знам, дури и хеликоптери во зависност од ризичноста на конкретната ситуација која што би настанала и така натаму и така натаму. Кога сето ова би било навистина во рамки на еден интегриран систем за управување, што би значило тоа? Не знам, во Скопје, Кавадарци, Велес, небитно каде би бил лоциран, каде што би работеле во 3 смени. Сега немаме такво нешто. Каде што би имале монитори на кои што врз основа на овие камери и дронови би се детектирала секој еден периметар кој што е потребен да се детектира во рамки на границата. Каде што би имале мобилни екипи. Јас ова не се однесува на граничните премини. Тие мора да постојат, таму мора да има внесен зборам за граничен надзор. Каде што од конкретни позиции во рамки на постоечките кои што ги имаме бидат лоцирани мобилни екипи
со нови возила, обучени кадри кои што повторно во соработка со Фронтекс би делувале на јужната граница, пошто нели интересот на Европската унија особено во тој дел, но секако и на источната, и на западната, и на северната, каде што би можеле ние од внатрешноста интегрирано во насока на точни информации да делуваме длабински, особено во однос на зелената граница. Тогаш ќе може да збориме за контролирана граница. Тогаш ќе можеме да збориме за она дека ние навистина имаме контрола и ја имаме на рака фактичката состојба во насока на, нели, како што имаме Safe City, така да имаме Safe Borders. Само така можеме да имаме вистинска контрола на границата, а не да глумиме. Сега ние глумиме дека знаеме што се случува на границата. Не е ова опасна дефиниција од министер за внатрешни работи, глумиме обезбедување на границата? Тоа е вистината. Јас не можам да се лажам нити себе, нити вас, нити македонската јавност. Тоа е вистината. Што значи тоа од аспект за нашата безбедност? Дека секој може да ни влезе, кој од каде сака? Се сакаме да имаме сигурни граници или не сакаме да имаме сигурни граници? Ама дури да ги имаме ќе помине време. Затоа што ние гледаме како оди опремувањето на Министерството за внатрешни работи, се радуваме на 5 веспи што ќе ни ги даде некоја амбасада. Така е. Заради тоа сега имаме луѓе кои што ни влегуваат од овие диви патчиња кои што Тие се диви, ги знаат сите, дури овие од Фронтекс во Гевгелија ги знаат. Прават тоа што сакаат да направат во државата, не знам, некои сторуваат кривично правни настани од повисок ранг, некои од понизок ранг, си излегуваат од овде без никој ни да ги види, ни да ги запре, ни да ги праша. Заради тоа, само друго е прашањето кое што јас би го поставил. Дали целокупниот овој период наназад намерно не е оставен системот ваков? Дали ова кое што ние го имаме од денешен аспект на глумење на сигурна граница не била токму цел на некој кој што претходно менаџирал во овој контекст? Зошто? Да може да се шверцуваат мигранти и друга стока? Треба да имате докази, пресериозни се овие обвинувања. Па затоа реков дали, ја внимавам што зборам. Па добро, тоа е како адвокат кога ќе прашате дали не обвинувате никога. Туку прашувате. Како адвокат, но кога како министер како адвокат добро знаете дека треба да се употреби дали, но кога ќе го употреби министер дали има посериозна импликација. И министер, и адвокат, и доктор, и лекар, и хигиеничар, и камерман, и секој, и новинар, сите ние сме луѓе од крв и од месо, и сите ние имаме за цел да имаме нормален живот, да имаме нормална држава, да имаме нормално функционирање. Така да секој од нас треба да го почитува законот, секој од нас треба да внимава што збори, секој од нас треба да внимава како се однесува, при тоа да не му наштети на другиот од себе. Правото од прилика го дозволува сето она во рамки на устав и закон, се додека не му наштетите на оној кој што е до вас, околу вас и така натаму. Тоа е една вака, да речеме, правна максима. Така да јас не можам од позиција на министер за внатрешни работи да имам поинакви размислувања во однос на правни тези, да речеме, во делот на кое што го зборувам. Или па претходно во техничка влада како правна теза сум кажал едно, сега да јас мерам да кажам друго. Освен ако нема измена на устав, закон, освен ако нема некој друг правен инпут кој што мене би ми дал за право да имам друг аутпут. Така да тоа е тоа. Добро, одиме туку уште една пауза за реклами и она што е клучно. Се што велите, ќе треба да го потврдите и низ конкретни чекори кои ќе покажат дали принципот е принцип, односно какви кадровски решенија и промени ќе има. Министре, кога на почетокот реков дека ги одработивте своите 100 дена, во рамки на тие 100 дена имавте можност, според тој комплициран закон, да направите одредени поместувања. Веќе го имаме новиот директор на Бирото за јавна безбедност. Што е со другите кадровски решенија? Ќе останат оние кои што беа именувани во време на техничката влада? Начелно да. Мислам дека покажавме како тим дека можеме да се справиме со сите оние предизвици кои што ги имаме како министерство.
јас и луѓето кои што работеа во министерството сметам дека покажавме дека можело да се работи професионално и навистина сум задоволен од работата на сите оние луѓе кои што јас ги постави во рамки на техничката влада и да скоро сите би ги задржал на позициите кои што Скоро сите би ги задржал, значи дека некој можеби и не би задржале, затоа некој што одлуките не се секогаш во ваши раце, бидејќи сведоци сме дека првата поделба на функциите е согласно коалицијските договори. За жал. Конкретно мислев на началникот на организиран криминал кој што стана директор на БЕВ, така да тој малце рипна во хиерархија. На него мислев дека кога кажав дека скоро сите би ги задржале истите позиции, сега да имаме нов началник на организиран криминал, но предпоставувам дека алудирате за други позиции. Па да, некои се отворено предмет на партиски договарања. За некои имаше и промени што можеше да ги направи министерот Буши, кој од позиција на заменик ве наследи. Министерот Буши потпише доста добар дел на решение од моментот кога имаме конечност на изборите, додека јас согласно закон бев министер во рамки на таа техничка влада, до моментот на формирање на нова влада, кои што јас сметам дека се незаконите. Какви, кадровски или? Кадровски. Сметам дека и изборен законит и закон за спречување на корупција имаат утврдено законски одредби кои што се спротивни да во тој технички период се уште може да се вршат такви прераспределувања, унапредувања и така натаму како што беа вршени. Од страна на министерството е доставена информација до Државната комисија за спречување на корупција. Чекам да добием одговор од таму од аспект на нивна надлежност да кажат кој е нивното мислење и понатаму ќе следат соодветни постапки во делот на примена на законот. И тоа пак фрла сенка врз она што е најболната точка на МВР, кога во МВР ќе почнат работите да се делат или позициите на наши и ваши. Видите, јас ќе задржам во мојот кабинет луѓе кои што претходно биле во кабинетот на претходниот министер, заради тоа што сметам дека професионално се извршуваат работата. Јас ќе задржам на огромен број позиции луѓе кои што претходно биле на истите позиции, заради тоа што сметам дека професионално и одговорно се вршеле работата. Но исто така и ќе сменам огромен број на луѓе од огромен број на позиции кои што не работеле професионално. Наместо да ги штитат граѓаните, тие ги краделе граѓаните, ги рекетирале граѓаните, правеле тоа што не требало да прават, или па, да не одам со толку строг вокабулар, едноставно не ги извршувале задачите кои што требало да ги извршуваат согласно опис и попис на работни задачи. Тоа е и целта. Целта е да имаме луѓе на позиција кои што ќе одговорат согласно закон, но и согласно визија како на владата, така и на министерот и тимот кој што го раководи министерството. Но тоа треба да е нормално. Прашајте ги полицајците. Прашајте ги луѓето кои што работат во министерство, каков е односот на министерот и на тимот на луѓе околу министерот во насока на имплементирање на законот. Дали јас постапувам како што постапувале пред мене, со бркање на вештерки и незаконито казнување на луѓе, или пак спроведувам закон доколку има одредени прекршувања, постапувам, односно се активираат службите во рамки на министерството да утврдат дали е законски, дали е незаконски и така натаму и така натаму. Министре, за конкретно приоритетите во министерството, оние кои што се по-специфични, ќе ги оставам за малку подоцна. Еден од главните принципи на владата и во изборната програма и во владината програма е битката против корупцијата и организираниот криминал. Многумина за вашето министерување како технички премиер, имајќи го искуството од порано, ќе кажат дека беше необично професионално,
без користење за избор на позицијата за изборна политизација, но колку сега политиката може да навлезе во вашата работа и дали сите тие заложби и за професионализам, и за бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата, на некој начин не се подкопани со онаа средба со премиерот Христијан Мицкоски, и тука имаме една фотографија од таа средба. Некогаш перцепцијата е во прашање. Кога од ваква средба ќе прочитате соопштение, разговаравме за приоритетите во битката со корупцијата и криминалот. Една од перцепциите е за едни стари времиња, ама сега би било Панче пиши во тефтерчето кого ќе апсим. Напротив. Баш напротив. Ако премиерот е тој кој што е прв во владата, а министерот за внатрешни работи е дел од владата и министерот за внатрешни работи раководи со Министерството за внатрешни работи, во рамки на она кое што цело време го зборам, нормализирање на државата, кој е тој кој што треба да му даде на министерот за внатрешни работи напатствие, со кого министерот за внатрешни работи треба да разговара во насока на како да се имплементира сето она кое што е замислено и ставено во програма која што е понудена на избори кои што врз основа на таа програма се добиени. Дел од мотивите сигурно било и тоа, ако не со премиерот. Со кого јас да разговарам во делот на тоа како да планирам буџетски средства, дали можам да ги планирам за оваа година или за наредната, не знаме, ветивме пред избори 3 нови полициски станици кои што треба да ги градиме, 3 нови полициски станици кои што треба да овозможат услови да не знам, полицајците работат во рамки на нормални објекти, да имаат нормални услови за работа, да имаат се она кое што заслужуваат да го имаат, кое што пак би ја подобрило и текако борбата против корупцијата и криминалот во Македонија, особено организираниот криминал. Каде ќе работат тие луѓе? Со кои возила ќе бидат превезувани тие луѓе? Еве, една од точките кои што ги разговаравме во делот на оној разговор кој што ги имав со премиерот беа и овие теми. Ние мораме да набавиме нови возила, зборам за обележени возила. Кога ова ќе го предочите, впечатокот и перцепцијата е поинаква. Кога ќе се напише PR статус од страна на службите на премиерот, па што предпоставувам дека како сите премиери, тој лично не го менаџира неговиот Facebook профил, правдата доаѓа, ќе си одговараат со име и презиме. Кога неколку дена предходно, пред оваа средба, премиерот ќе излезе со јавна изјава во која вели: една од првите работи кои што ќе ги направам ќе биде да се сретнам со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и да разговараме за сознанијата за сторен криминал кој што ги имаме. До тука е во ред, проблематичен е следниот дел. Но и доказите кои што сиот овој изминат период не беа доставувани. Тогаш правник сте, искусен, ценет адвокат, знаете што значи да има некој докази кои што не ги доставил таму кај што треба. Видите. Контекстот на изјавите дава поинаква конотација. Еден од приоритетите на оваа влада, факт е дека е борба против организиран криминал и висока корупција. Факт е. Факт е дека премиер на оваа влада е професор доктор Христијан Мицкоски. Факт е дека министер за внатрешни работи е Панче Тошковски. Тоа се факти. И факт е дека ние мораме координирано, посветено, честно, професионално да оние години кои што ни следат 4 години честно и професионално ако сте имале претходно доставени докази до партијата, предпоставувам, тие докази да завршат во институциите. Очигледно не завршиле. И сега јас и Панче ќе седнеме, ќе ги разгледуваме доказите кои што ни беа доставувани. Видите, довербата во судството е 3%. Не за џабе е така. Толку е во партиите. Ако знаете кога би било проблем? Проблем би било кога во влада би го правеле ние она кое што го правеле претходно. Што правеле? Претходно обвинител, генерален секретар, потенцијални обвинети,
сведоци и така натаму, седеле на состаноци и се координирале, ако сведокот не го каже тоа што треба, што очекува генералниот секретар да го каже, ќе заврши така како што и заврши. Јас не зборам на памет никогаш. Тоа е погрешно. Погрешно е кога фингирате и погрешно е кога злоупотребувате и погрешно е кога ги наведувате министрите да бркаат вештерки, како што бркаа претходно. А кога од министрите барате да го направат она кое што сте го ветиле во програма и кога од министрите барате да постапуваат еднакво со сите пред законите и кога барате да ја реализираат програмата, како може да биде тоа погрешно? И како може тоа да биде било каква злоупотреба и непрофесионалност. Напротив, сметам дека со тоа што премиерот не повика би било злоупотреба, туку дека се испреќа една погрешна пораката е следна. И изостанаа деталите кои што ги предочевте, дека меѓу другото се разговарало и околу некои конкретни прашања кои што нормално мора да се разговараат на релација министер за внатрешни премиер. Пораката е следна. Пораката е дека премиерот и целокупната влада ќе имаат фокус на законито постапување во иднина и давање на третман на еднаквост на сите пред законот. Тоа треба да е фокус не само министерот за внатрешни, тоа треба да е фокус и на министерот за надворешни, и на министерот за одбрана, и на министерот за транспорт, и на министерот за дигитализација и трансформација, и на сите министри. И не само на министрите, и на сите службеници во рамки на министерствата, и на сите директори, и на сите менаџери, и на секој еден граѓанин во Македонија. Ама да не остане само празна флоскула, да осети народот, да почувствува дека има разлика. Има докази како што кажа Мицковски во партијата што ви се доставувани кои што ќе бидат предмет на обработка? Многу докази. Па зошто досега не сте ги дале во обвинителство? И сега обвинителството, обвинителот е исти, државниот, обвинителите исти. Што е разлика? Министерството за внатрешни работи е еден од органите кои што треба да истражува. И ќе истражува во еднина, и ќе доставува докази до обвинителството. Тоа не е работа. Ама тие докази доаѓаат од партијата. И велите дека ги... Не, мене тука е малку проблематика. Вака се. Значи, вие ме прашавте прашање, јас одговорив на прашање. До мене лично, премиерот докази не доставил. Сега, ние сме разговарале за владини политики. И е нормално да разговараме за владини. Тоа е нормално. Другиот дел е малку проблематичен. Сето на кое што го разговаравме исклучиво само во интерес на нашите граѓани. Се брича ли разликата, односно единството, познато за едно друго време, односно дали се повторува држава еднакво на партија, ако на официјалните профили, кои според етичкиот кодекс веќе се официјално средство за комуникација на министрите, речиси на сите министри, па вклучително и на вас, стои партискиот слоган "Почнуваме за тебе"? Да бидем искрен, не знам што стои на вашиот Facebook профил стои "Почнуваме за тебе". Тоа е слоган кој што стои секој ден на партиските пресконференции. Мислам дека тој слоган не е само партиски, туку и владин слоган. А тогаш или во влада не треба да се користи, или во партија, бидејќи во партија и во влада се враќаме на едно лошо сеќавање, на изедначување на партијата и државата, односно државата. Мислам дека е добро да се размисли на оваа тема. Исто како што малку е неетички, а тоа го пишува во етичкиот етичкиот кодекс. Да Прв на листата да биде партискиот пред линкот на институцијата која што се раководи. Министре, покажавте во првите 100 дена дека ако запнете за нешто и ако се зафатите за нешто, знаете да го истерате до крај. Што е на листата на врвни приоритети во првите 100 дена? Таксативно, бидејќи сме при крај. Во првите 100 дена не би можел да издвоам, но во првиот мандат би можел да издвоам, а тоа е, односно во овие наредни 4 години, нова полициска станица во Кисела Вода, односно полициска станица Пролет
каде што се сместени сега луѓето кои што би требало да работат на територија на Кисела вода, да дојдат на нова, во рамки на нов објект во Кисела вода, нова полиска станица во Бутел, заради тоа што таа е некатастрофалната полиска станица сега, а се вика полиска станица Чаир, реновирање, реконструкција на објектот кој што е во наша сопственост, не знам колку години така стои во Охрид, за да добиеме нова полиска станица и ново СВР Охрид. Постоечкиот објект каде што се е лоцирано СВР Охрид е катастрофален. Во соработка заедно со градоначалникот најавивме рушење на тој објект таму и со останатите институции кои што се во рамки на тој објект, градоначалникот изрази волја и желба да изгради таму подземна катна гаража, да се ослободи простор за да се изгради нов парк во Охрид, а при тоа дел од средствата кои што треба да му припаднат со овие средства кои што треба да се аплицира преку Министерството за локална самоуправа, да бидат релоцирани во делот на реновирањето и реконструкцијата на зградата која што ќе треба да се префрли СВР Охрид. Тоа е од аспект на капитални проекти. Размислуваме и се надевам дека ќе реализираме на нова катна гаража во рамки на Министерството за внатрешни работи, која што ќе може да биде како услов за да паркираат вработените во Министерството и да не го блокираат целиот тони центар околу клиника и сегашната локација на Министерството за внатрешни работи. Нов објект за СВР Скопје мора да се размислува, се надевам дека ќе се отпочне во рамки на новој мандат. Интегриран систем за управување на граници кој што ќе може да не доведе до безбедни граници, ставање во функција на Safe City, за да имаме нормален сообраќај во рамки на градот Скопје, Куманово и Тетово. Се надевам понатаму и главните крстосници из Македонија кои што поврзуваат и останатите поголеми градови дека би отпочнале. Ќе имаме камери по патиштата или ќе се кријат сообраќајните полицајци по грмушки? Мислам, сакам да имаме, ако ме прашате мене. Сакам се што е поврзано, а може да се кон нормализирање, може да се направи со техника и технологија, да се исклучи човечкиот фактор. Но секако дека ќе има и мобилни екипи кои што ќе патролираат, да речеме, и во иднина. Дигитализација на Министерство за внатрешни работи од секој аспект. И повторно, пак ќе повторам, борба против организиран криминал, транснационален криминал кој што е поврзан со нашата држава и особено висока корупција. Мислам дека и во изминатите и во рамки на техничката влада покажавме дека може да висок профил на граѓани кои што сметаат дека се плава крв, дека може да бидат еднакви пред законот со останатите, дека нема привилегирани и така ќе продолжиме и во иднина. Без вештерки, бркање и измислување на целокупниот тој политички програм кој што беше препознатлив за овие пред нас. Не така. По закон, почитувајќи го правилото на презумпција на невиност, но со одлучно и професионално работење. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ Тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Телма.